Знам после се залудно е јас да се надевам на тебе, на срце. Популарната група Браво Бенд ја започна оваа нова 2025 година лансирајќи нова песна со преубав наслов Те љубам. Во следниве минути зборуваме со дел од Браво Бенд, поточно со Кире и Дејан, пејачот и тапанарот од овој популарен и омилен бренд, кои што ќе ни откријат што е она што е најважно за оваа нова numera, која има две издања, македонско и српско, и што ново ќе очекуваме од нив во оваа година. Здраво! Здраво, фала ти за убавата најава. Ново, прво, ајде за овие две песни, тоест една песна, ама препејана и на српски јазик, значи македонска, како што ветивме на публиката, на промоцијата пред неколку месеци, дека ќе издадеме македонска песна, почнавме со српски, меѓутоа нормално и македонски верзии вадиме, така да песната Те љубам, да, супер наслов, супер гледаме дека котира, дека почна да се движи во нагорна линија, супер. Веќе неколку дена е на YouTube каналот, на нашиот YouTube канал. 4 дена мислам дека е и супер вјус има. Вчера искочи српската верзија. Така да задоволни сме во моментот што и како да се движат ситуациите. Обично декември е месец што исполнет со многу настани, јануари е некако затише, а вие токму јанари го одбравте за промоција на Те љубам, случајно тоа или намерно така? Искрено сакавме декември да биде негде на средина, меѓутоа не довршивме со снимањето на песната и спотот и решивме да биде вака средина на јануари, бидејќи она еуфорија новогодишна, сакавме луѓето малку и да се приберат по дома, да ја слушнат како што треба песната, да се види целиот тој убав момент, да не биде колку само да биде нафрлано, него да биде баш убаво. Најавивте дека ќе ви има почесто и дека секој пат кога ќе се појавите, ќе понудите нешто различно, дека сакате да имате музика буквално за сечив вкус. Па да, Браво Бенд уствари тоа. Ние свириме многу различни стилови на свој начин, нормално, буквално од AC/DC до Шаван Шаулич, не знам. Меѓутоа свириме сегде и по свадби и дискотеки, кафичи, сегде кај што можеме. И затоа и стиловите на песните ги правиме баш на тој начин да не има сегде да допреме до секој уво уствари. И тоа не е стилот наш. Како музички состав навистина функционирате одлично, а одличен избор правите и кога го бирате тимот што соработува со вас. Кој е задолжен овој пат и кој се подпишува на темата Те љубам? Овој пат одбравме македонски автор како автор на песната, а тимот што го изработи аранжманот и продукцијата е истиот тим како и за претходните две песни. Значи Весна Малинова е автор на музиката и текстот, на текстот и македонскиот и српскиот е Весна Малинова, додека аранжманот го изработи Јован Лазаревич Тукс и миксот е на Милан Каменович. Истата екипа ја задржавме и во видеоспотот. Ѓорги Вацев ни го изработи и овој спот. Задоволни сме како сето тоа изгледа на крај како пакет и затоа не ја минуваме екипата и како звук и како видео приказна. 2024 ви беше многу динамична, многу настапувавте, патувавте, бевте активни, но слушам дека најавувате 2025 дека ќе биде уште по богата и позначајна година за вас. Па според тоа како ја започнуваме со нова песна, а и веќе договорените ангажмани, знаеме дека ќе биде експлозивна година. Сигурно нема да се свртиме дома сите, цел бенд. И со настапи, и со нешто ново, веќе спремаме, селектираме неколку песни, сакаме да продолжиме да снимаме авторска музика. Нормално актуелни сме и со преработките на македонски народни песни и ново компонирани нормално. Се што им се допаѓа на публиката, се трудиме да го отсвириме на наш начин, да го раскажеме во наш израз. Дали можеме да очекуваме и албум во оваа нова година од Браво Бенд? За албум мислам дека е се уште рано. Најпрвин како синглови ќе ги извадиме сите песни и на крај ќе направиме една збирка, ќе ги собереме. Најверојатно уште година дена ќе ни треба за тоа.
Со оваа песна ние го кажавме тоа што треба да го кажеме. Со неколку песни им приложивме на публиката различни стилови, како што ја најавивме, и сега е наред публиката да го даде своето мислење во врска со нашите песни.